Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави дека системот Безбеден град ќе функционира транспарентно и нема да служи како стапица за граѓаните. Министерството за внатрешни работи јавно ќе ги објави сите локации каде што се поставени камерите за контрола на брзината, со цел едукација и превенција. Дополнително ќе се донесат подзаконски акти што ќе ја дефинираат дозволената толеранција за пречекорување на брзината според европски стандарди од 3 до 10 км на час. Тошковски нагласи дека целта не е казнување, туку спасување животи и побезбеден сообраќај. Директорот на Управата за извршување на санкции, Александар Пандов, најави промени во затворскиот систем со фокус на работа и учење за наети, наместо само издржување казна. Целта е ресоциализација и спречување враќање кон криминал. Затворите треба да станат економски единици со сопствено производство на храна, облека и опрема. Во Идризово веќе е отворена фарма за јајца, а се планираат столарија и металургија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ја поддржа иницијативата, истакнувајќи дека работата им дава втора шанса на осуденичките. Дури 74% од младите пушачи во Македонија започнуваат со пушење пред 13 годишна возраст, а повеќе од 80% ја формираат навиката пред 25 години. Ова го истакна Тамара Мијовик Спасова од тинктенкот Аналитика на јавна расправа во собранието, нагласувајќи дека пушењето кај младите не е личен избор, туку резултат на слаба регулатива и лесна достапност на цигари. Таа предупреди дека речиси 80% од малолетниците никогаш не биле спречени да купат тутун. Аналитика препорачува зголемување на акцизите, строга забрана за продажба на малолетници, едукативни кампањи и доследно спроведување на законите за пушење на јавни места. Во пресрет на новогодишните празници, Агенцијата за храна и ветеринарство спроведе 262 вонредни инспекциски надзори на детските новогодишни пакетчиња во магазини, маркети и продавници. Поради неусогласени рокови и некомплетни декларации, издадени се 4 решенија за повлекување на пакетчиња од промет и 2 наредби за дополнување на декларациите. Парични казни не се изречени, ниту е утврдена небезбедна храна. За разлика од минатата година, кога беа откриени сериозни пропусти, годинава се утврдени само минимални недоследности, а контролите ќе продолжат и во наредниот период. Десетици илјади граѓани излегоа на улиците во Софија и други бугарски градови барајки фер избори и независно судство во борбата против корупцијата. Протестите доаѓаат по повлекувањето на контроверзниот буџет за 2026 година и оставката на владата. Бугарија останува без редовна влада и буџет, токму пред влезот во еврозоната на 1 јануари. Се очекува председателот Румен Радев да назначи техничка влада и да распише нови избори, 8 од 2021 година. Демонстрантите предупредуваат на изборни манипулации и ја посочуваат улогата на олигархот Делијан Пеевски како символ на политичката криза. Грчкиот министер за одбрана Никос Дендијас во Франција ја прими првата од 4 нови фрегати што Атина ги нарача од Naval Group. Станува збор за фрегатата F-601 Кимон, која беше официјално предадена на церемонија во пристаништето Лорија. Премиерот Кириакос Мицотакис оцени дека овој настан е момент на гордост за Грција и важен чекор во зајакнувањето на одбраната. Кимон ќе биде дополнително опремена со напредни ракетни системи во Брест, а се очекува да пристигне во поморската база Саламис кај Атина на почетокот од следната година. Европската унија повторно го одложи потпишувањето на трговскиот договор со јужноамериканскиот блок Меркосур, овој пат до јануари 2026 година. Причина се масовните земјоделски протести во Брисел и повлекувањето на поддршката од клучни земји членки, пред се Франција и Италија. Илјадници земјоделци со трактори ги блокираа улиците, протестирајќи против ефтин увоз и планираните реформи во земјоделството. Поддржувачите на договорот тврдат дека тој ќе го зајакне европскиот извоз и ќе ја намали зависноста од Кина, додека критичарите предупредуваат дека ќе ги загрози европските земјоделци. Европската комисија најавува обид за договор на почетокот на следната година, но исходот останува неизвесен. Американскиот председател Доналд Трамп ја суспендираше програмата за лотарија за визи за разновидност, позната како лотарија за зелена карта, откако осомничениот за пукањето на Универзитетот Браун и убиството на професор на МИТ влегол во САД токму преку оваа програма. Одлуката ја соопшти секретарката за внатрешна безбедност Кристи Ноем, која изјави дека осомничениот, португалскиот државјанин Клаудио Невес Валенте, никогаш не требало да добие дозвола за влез. Тој подоцна бил пронајден мртов од самонанесена прострелна рана. Програмата, која годишно доделува до 50.000 зелени карти, е воспоставена со закон и суспензијата се очекува да предизвика правни реакции. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. При пладне наместа ќе има појава на магла, ќе дува слаб ветер од северозападен правец.
Во Скопје е променливо облачно и претежно тивко. Во делови од котлината ќе има појава на магла. Од управата за хидрометеоролошки работи велат дека до крајот на седмицата ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност.